студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Тихомир Цветковиќ, специјалист дерматолог, Игор Ефремов, адвокат и авторот Јордан Коцевски. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 15 минути, одлично друштво, се насмеавме, се пошегувавме и ги пречекавме нашите гости во студиото. Уште еднаш да ве поздравам, добро утро до сите вас кои нас следите во овој дел од емисијата. Добро утро и до мојата Цеца. Здраво, Цеца. Здраво, Бисера, официјално пред гледачите и пред камерите. Почитувани поздрав и до вас. Верувам дека уживате во денот на забавата. Денеска петочки заедно со Бисера од 6:45 и дека сега и кај Роберт имавте доста што да си кажете на темата која што тој ја отвори. А продолжуваме сега со нашите гости, тројца господа, верувам дека ќе живеат во наше женско друштво или ние во нивно. Да. Во секој случај имаме многу што да раскажеме, па останете со нас. Така, интересни теми имаме, Цеца, и ова утро, различни професии, како и секоја утро, и ќе се надоврзат едни со други, ќе се пронајдат во нивните професии. Уште еднаш да ги поздравиме. Веднаш до мене доктор Тихомир Цветковиќ, специјалист дерматолог. Многу теми имаме со вас да зборуваме. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Така, не сте прв пат тука. Верувам се чувствувате пријатно. Исто Игор Ефремов, кој што е адвокат, ни вие не сте прв пат, ниту пак ние кога сме оделе на терен и сме снимале со вас интервју. Добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата. Добро ви најдов. Така, еден адвокат имаме, Цеца, во студиото. Така да држи баланс. Да држи баланс. Јордан Коцевски, автор на книги, но исто така доктор по менаџмент во туризам и угостителство. Добре ни дојдовте. Добре ви најдов. И ние се знаеме со вас, така што се ви е познато, верувам, Цеца, нема да има трема. Во ќе се Сега нема време за трема. Ако сакате ќе преснимаме, ама тоа е тоа. Нема време за трема, да. Да. И веднаш да почнеме, доктора, со вас. Бидејќи рековме има многу теми кога е специјалист дерматолог во прашање и промените на кожата, се случуваат ли одредени промени во овој период од годината? Пролет, како да не е се уште пролет поради врнежливото и студено време, но ни доаѓа пролета, алергиите, за тие алергии може со имунолог или повеќе да се зборува, но промените на кожата, екземата, псоријазата која исто така се појавува. Генерално ова е најблагодарниот период од годината. Зимно време имаме влошување на екземи или темосквамозни состојби кои што се поврзани со сувост на кожата, па поради таа зголемена сувост зимно време зимата ни е така на пик ставена. Така. Летото се разбира увето, а пролет и есента ни се така благопријатни и не носат со себе многу некои да речеме влошување или појава на некои состојби, се разбира фокусот е на убодите од инсекти, крлежите кои што не смееме ги забораваме, кои што веќе влагаат во сезона, но освен тоа друго генерално кожата ни се радува период. Така. Атопичниот дерматит или атопичен дерматитис кој што се почесто за жал се појавува особено кај децата. Да. Сепак тоа е почнува во рана детска возраст, хронична повторувачка состојба која што има наследна компонента, која што е пратена со силен јадеж. Генерално 24/7/365 е менеджментот и борбата со таа состојба. Или позната како екзема уште. Екзема е едно цело така, да речем, семејство на состојби во дерматологијата, меѓутоа атопијата одскокнува од останатите поради хроницитетот, поради рекурентноста. Генерално, пак ќе кажам, како што испомнав пред малку, како што ќе наdoаѓа потопло време, како што ќе се ублажува температурата, така ќе биде подобро. И гледаме намалување на епизодите, намалување на симптомите кај оние дечиња кои што имаат атопија. Сега како што спомнавме, алергиите почнуваат да си го земаат замовот, меѓутоа тоа ќе оставиме на колегите од пулмологија или евентуално од имунологија да си го кажат нивното, така да во однос на кожата добри сме, одлични сме. Така, споменавте дека има и генетска предиспозиција екземата. Што точно значи? Така, во основата на атопискиот дерматит мора да седи таа наследна компонента за жал. Меѓутоа не мора директно да се наследи како атописки дерматит, туку се наследува како еден цел генски пакет, би го рекол, каде што, да речеме, родителите на тие дечиња или бабите и дедовците како второ колено назад, може и да имаат проблем со астма или да имаат проблем со чисти алергии или да имаат екстремно сува кожа, не мора директно да имаат атопија, меѓутоа тоа кај дечињата обично знае да се транслира за жал или да се
преточи да се оствари како атописки дерматит. Генерално не е нешто кое што родителите треба да го мислат до толку едноставно, тоа се наследува, се појавува рана возраст, дојнечка пред се почнува, па продолжува понатаму, меѓутоа апсолутно ако добро се изменаџира, ако навремено се изреагира, не влијае на квалитетот на животот. Тие дечиња си имаат нормален живот апсолутно, со така мала доза на, како да речам, модифицирани правила на однесување, храна, навики и така натаму. Така, ќе зборуваме и за ова, Цеце, да ги поздравиме и другите гости. Така е, да. Адвокат, ќе продолжиме со вас. Имаме доста теми кои што сакавме да ги опфатиме ова утре, особено за разводите во Македонија, но најпрво за она за кој што јавноста можеби најмногу ве познава, бидејќи го браните Владко Кешишев во случајот со Вања. Па прашањето до вас ми е колку е тешко да се брани човек кој што веќе претходно е осуден од јавност. Видете, да не заборавиме дека се додека нема правосилна пресуда, секој е осомничен или обвинет. Меѓутоа не значи дека тој е сторител на кривичното дело. Во конкретниот случај тешко е да се издржи притисокот на јавноста, особено што познавајќи го делото кое му се ставаше на товар, веќе јавноста ги осуди уште пред започнување на самата судска постапка, уште по објавувањето на како осомничени во полициска постапка, веќе јавноста ги голем дел од јавноста ги веќе обвини и осуди, дури веќе имаше и некои коментари по социјалните мрежи со најлоши коментари. Меѓутоа да не забораваме дека за некој да биде правосилно осуден за сторените кривични дела, без разлика за кој кривично дело, треба тоа да се докаже низ една правична, фер судска постапка и да не забораваме дека треба да постојат доволно материјални докази за сторителот дека тој е вистинскиот сторител на кривично дело. Така да верувајте, тешко е да се брани, особено што има случаи, еве и сега за судењето за пожарот во Кочани, случаи кога јавноста ги напаѓа и адвокатите, бранителите на обвинетите. Меѓутоа треба и јавноста да знае дека секој обвинет за секој кривично дело има право на одбрана, има право на адвокат, тоа е загарантирано право и впрочем присуството на адвокат во една судска постапка гарантира законитоста на судската постапка. Така да тоа е работни обврски на адвокат, така да непотребно јавноста на некој начин ги става на удар бранителите на обвинетите лица. Да, затоа ми следното прашање до вас, мислам нема да го зборуваме овој случај, малку од човечки аспект сакам да ја прашам, како успеавте да се носите со сите оние информации кои што ги слушнавте и од човекот кој што вие го браните и во судница, мислам сите ние сме луѓе кои што имаат емоции, треба да си отидат дома и некако нелесно ги прифаќаме сите тие работи. Така, гледате, не беше многу лесно и убаво да се биде присутен во судницата, иако судењето беше отворено за јавноста, така да и вие новинарите присуствувавте и известувавте доследно на збиднувањето во судницата. Меѓутоа, кога сте таму, кога ги слушате деталите, не е пријатно, не е пријатно, меѓутоа, знаете, тоа е работа, треба да го сватиме тоа како дел од работен ден, бидејќи ние треба да останете професионални. Да, да останеме професионални и на крај крајава кога после 4-5 часот кога ќе се отидеме дома, ние сепак имаме и друг живот кој што фамилија и семејство, така да тоа што е професионално да го изработиме професионално, па така да не дозволуваме да влијае тоа на нас како личност. Да, секој чест за тоа, бидејќи ние како дел од јавноста, јас ке се ставам буквално кој што не ја работи таа работа кој што вие работите, секогаш ни е импресивно како успевате да останете смирени и да си продолжите со вашиот живот и да сватите дека тоа ви е работа, сега сте на работно место и дека потоа животот продолжува. Па мислам дека адвокати. Да, мислам дека што побро го тоа прифатиме како реалност, како работни врски, подобро ќе можеме да функционираме во текот на целиот ден. Да. Кога споменавме зад камерите, генерално зашто ќе зборуваме, тука ни спомена и Јордан, дека на некој начин сте сакале поради целата ситуација со Вања да напишете книга? Па да.
мене повеќе ми инспирираше се она што се случуваше, тоа што спомнавте, реакциите од јавноста. Значи, од аспект на што се пишуваше, колку брзо се осудува родители, се, значи, од оние кои што дури по мајката имаше навреди, па тоа беше еден многу, лошо да кажам, за мене, интересен хаос, тргнувајќи од тоа што се случуваше и како родител, затоа што го имате и моментот кога како родител си викате дали сега јас би го пуштил детево да оди само на училиште. Керка ми сега има 10 години, значи па имаш конфликт тука, кој смета дека не е ништо страшно, кој смета дека че се развива и некоја параноја, и мене сето тоа ми беше од социолошки аспект интересно. Можда е лошо да се каже, ама мене ми беше интересно токму за обработка. Добро, дали на крајот одлучивте дека сепак некогаш ќе обработите оваа тема? Да, си имам забелешки ставено, кои што може би во иднина би се реализирале. Меѓутоа, златното правило е кога нешто темелите на вистински настан, треба да се почека, малце се сталожат страстите. Да. Добро. Бисера најде информација дека вие сте доктор на науки што избегал, пишувајќи Ридари. Избегал? Да, во наводници се разбира фигуративно. А споделите ни што беше присутно за да се одлучите да пишувате книги од ваков жанр? Клише е кога ќе се каже дека од секогаш сум сакал да пишувам. Меѓутоа така е, дури кога видов дека си го сакам и туризмот и како наука, кога се одлучив да докторирам, секогаш во тие цели беше штом се заврши со докторатот, ќе можам да се посветам на пишување. Тоа беше некоја долгорочна визија, додека не увидев дека психолошкиот терет да се работи како асистент на еден факултет е премногу голем за да ја гуши таа креативност. Бара премногу балансирање и со студенти и со надредени, па решив дека ете ќе пишувам. Односно, јас секако пишував, меѓутоа се бев доволно храбар да го напишам првиот роман. Да, споделите ни малку повеќе. Првиот роман не е првиот што го објавив. Значи, ете, тоа е интересно, 2017 го напишав, а првиот се вика Зборови, ми е четврт објавен. А првиот што го објавив беше Тегли, дури 2021 година. 4 години откако сум го напишал првиот роман. Кога веќе спомнавте за романот Зборови, има една многу интересна тема, а тоа е разговорот со починати луѓе. Така? Кога Стефанија губи сопругата. Да, Зборови си го сакам најмногу од романите. Покрај тоа што е прв што сум го напишал е еден сега веќе од два кој не е всушност трилер. И од секогаш идејата ми од 2001 година. Значи, затоа кога ќе речам дека од секогаш сум сакал, стварно од секогаш сум сакал. И кога се решив првиот роман кој ќе ми биде, размислив која идеја ми е најстара. И Стефан ми беше лик кој што го познавав најдолго од сите кои што ги имам измислено. Знаев дека е човек кој е повлечен, живее сам и се носи со смртта на сопругата на тој начин што ја игнорира. Чи тој цело време се однесува како таа да е тука, гледаме дека си прави две шолии чај и си почината. Да, таа е почината. И цело време ја избегнува темата за смртта на сопругата, се додека не запозна еден неврохирург кој што му вика, може би докторот е запозна и ако не е областа негова, му предлага трепенација, а тоа е една процедура уште од антички времења присутни, меѓутоа посебно популарна во Холандија во 80-тите е бушење на дупка во черепот. Велат дека се отвара шестото сетило затоа што доаѓа повеќе кислород во мозокот, со тоа што се губи притисокот на черепот. Така што ете, сплет на околности се случи, ја читам за таа процедура во 2001 да го создадам ликот и да смислам како да ги вметнам, што може да се случи после тоа и каде ќе дојде главниот лик на крајот, бидејќи сепак приказната е за него и како тој ќе се носи со загубата. Со ситуацијата, да. Значи, постои таков вид на операција? Постои, да. И толку е налудничаво што луѓе буквално си се збираат вакав двор и си земаат бормашина. Добро, не банално е. Не правете го ова дома. 18 емисија. Значи, не сакам сега да давам идеи. Да. Ако некој го направи, јавете ми се.
Да се оградиме. Како велат? Ние да се оградиме, да не го стимулираме ова во никој случај. Да не даваме идеи. Да не даваме идеи. Добро, да, бидејќи пишувате психолошки трилери, во сите психолошки трилери, тој нели целта малку да се избега од реалното и да се пишуваат малку поморбидни теми, така да ги кажам. Темите ми се секакви, сакам меѓутоа ми се за ликовите. Значи, јас не сакам да пишувам класично убиство, па сега ќе обараме кој е убиецот. Мене... Психолошки. Да, психолошки дефинитивно. Значи, имаме лик од точка А до точка Б. Така. Кога А дали ликот ја направи операцијата? Ја направи. Игор. Ја направи. Така, добре, И така почна да забегува ликот заедно со другиот и ми беше многу забавно го пишувам сето тоа. Колку делови извадивте, не се чекам. Значи, тој лик кој најмногу го имам мачено од сите книги што ги имам напишани. Добро, тоа е психолошки трилер. Тоа е која е всушност пораката која што ќе се извлече од психолошките трилери, бидејќи има, јас читам психолошки трилери, психологија има. Не е само мачењето, не е само нели оние лоши работи кои што ги читаме, на крај се извлекува и некоја порака и поука. Има пријателство, има љубов во вашите книги, има корумпиран систем исто така. Не зборуваме само за зборови, туку и за сите останати дела. Така што има пораки кои што може да се извлечат. Сметам дека психолошкиот трилер ја дава можноста да се пренеси моќна поврака која што секогаш е на некој начин поврзана со општеството. Затоа што без разлика дали зборуваме за корумпираноста на системот, дали зборуваме за влијанието на социјалните мрежи или било кој друг аспект, можете многу лесно да го вметнете во еден психолошки трилер, каде што жанрот ви дава можност да ја направите пораката помоќна, затоа што ќе има некаква загуба. Значи има некаков криминал, има некаква трагедија, има нешто што сето она што сакате да го пренесете може да биде потенцирано. Многу да е многу посилно него ако се работи само за обичен роман, пример за социјални медиуми. Така. Кога веќе зборуваме за починато лица, Игор велат некои статистики дека кога се разведуваат партнерите, доживуваат еден вид на таква болка која што е втора, да речеме, по стрес на телото, како кога ќе доживеете тага кон починато лице. И навистина верувам дека оние кои што поминале низ разводи или разделби, не мора тоа да е класичен развод, дека доживуваат еден вид на тага и дека се тука вклучени и децата, на кои што треба исто така да се размислува, но од оној правен аспект, секогаш ли е потребен адвокат кога се разведуваат партнерите? Само да се надоврзам, не мислам дека во секој развод интензитетот и болката за партнерите Не во секој, не во секој, бидејќи сум бил очевидец на многу среќни разводи. Апсолутно. Па не, значи... А веројатно барем едниот е среќен од двајцата, нели? Но самиот процес е стресан. Дали сега сакаат, не сакаат, или еден сака, друг не сака. Да, да бидеме посериозни, има стресни ситуации. Во разводите, особено кога при разводот има деца, и особено ако се малолетни деца, значи тоа е еден вид и траума и за децата, низ она период кој го минат во текот на разводот, но предпоставам дека и периодот кој го минале пред да дојде постапката за развод, затоа што мора некаде да има иницијација за да дојде до развод, така да предпоставам дека нешто и дома имале некои проблеми кои што децата ги агревираат на себе. Значи тие во постапката за развод во Македонија веќе и самите разводи не се некои табу тема, како порано што биле, него веќе се на некој начин секојдневие. За жал. Да, секојдневие, меѓутоа, знаете, овој брз начин на живот и самиот начин на живот со социјални мрежи, со бркање на кариера, доведува до нефункционалност на бракови. Така да, голем број на разводи, мислам дека имаше некоја статистика дали за ланската или претходната година, дека имало повеќе разводи отколку склучени бракови. Така да тоа е некоја Тоа е за 2025. Да, знам дека некаде читав, така некоја негативна референца, меѓутоа некојаш и подобро развод отколку да се живее во нефункционално семејство. Па затоа велат подобро среќен развод отколку несреќен брак. Да. Но колку чини еден развод, Игор?
Колку? Колку чини еден развод? Колку чини да се плати адвокат за да ги разведе сопружниците? Поевтино од колку свадба. Затоа и Добар поише има одговор. разведени во свадби. Дипломатски одговор. Има адвокати работат според адвокатска тарифа, така да Која е во моментов тарифа? согласно, има објавена на официјално може на интернет да се провери. Се адвокати фатила работа, Да, ништо нема да кажеш. зависност од колку урочишта се направени, колку застапувања, Така е. така да согласно на тоа се прави адвокатскиот трошковник. Дали можат сами да се разведат сопружниците, бидејќи нели адвокатот е скап, не сакавте да ни откриете, ќе отворат нели на страната. Ви кажав дека е поевтино од колку Па свадба. добро, и тоа генерално зависи колку гости има на свадбата, зависи во кој ресторан, зависи менито кое ќе го одберете. Развод е потенцијално уште една свадба плюс. Да. Но можат ли сами да постои се разведат можност- и да избегнат, зборувам сега да го избегнат делот со плаќање на адвокатот? Постои можност да странките да се разведат доколку е спогодбено помеѓу нив. Спогодбено, да. Значи доколку веќе имаат утврдено дека сакаат да се разведат, меѓутоа доколку имаат малолетно дете треба да сами да си направат и спогодба за начинот на вршење на родителското право по разводот, така да пред официјален развод во суд, тие одат во Центар за социјални работи, каде што се прави обид за мирење. Значи тоа е како форма, меѓутоа и задолжително мора да се помине тоа. Таму социјалните работници пробуваат на некој начин брачните другари да ги помират, имајќи предвид дека имаат имаат малолетно дете и за тоа дете да расте во здраво семејство, меѓутоа доколку и таму социјалните работници увидат дека не може да дојде до помирување и дека брачните супружници се решени да стават крај на својот брак, во тој случај центарот дава мислење за децата, за издршката на децата и за видувањето на родител кај кој што нема да биде детето. Така да, доколку постои согласност помеѓу и мажот и жената да се разведат, можат спогодбено сами да си пуштат предлог до судот за развод на брак. Имам јас тука едно само подпрашање, да, тоа е процедурата која што нели треба да се помине како што кажавте вие, но дали сметате дека секогаш е неопходно да се оди by the book, како што се вели, особено кога станува збор за семено насилство, нешто што во последниот период навистина беше доста актуелно и моментот да се обиде да се смират партнерите, мислам дека е апсурдно. Видите, апсурдно е, да, меѓутоа за жал семејното насилство се повеќе гледаме на медиумите дека е се поактуелно, за жал, семејното насилство. Затоа велам дали мора да се оди баш онака како што е нели правилникот, како што нема ли отстапки некогаш, особено во такви ситуации исклучително. Видите, кога станува збор за семејство каде што има малолетно дете, е задолжителна постапката пред Центарот за социјални работи. Сега Центарот за социјални работи ги има во предвид и претходните, дали имало пријави од страната на жена, маж, небитно, дали има пријави во полиција и врз основа на целокупната документација која што има, тие изготвуваат мислење. Така што не мора да значи, например, ако мажот во постапка за развод бара детето да биде доделено кај него, не мора да значи дека ќе биде доделено кај него, бидејќи од Центарот за социјални работи утврдиле дека претходно неговата сопруга има пријавувано неколку пати дека била физички напаѓана, некогаш и психички малтретирана, па и тие работи се случували и пред очите на малолетното дете, така да се земат во предвид сите аспекти за да може да донесе правилна одлука. Да. Поготово после последната страшна ситуација која што се случи, мислам дека уште повеќе треба да се обрнува внимание на се што се случува. Знаете, претпоставувам дека чести се пријавите за семејно насилство, меѓутоа кога ќе пријави странката во полиција, претпоставувам дека на дневна основа има премногу пријави и сега, знаете, некои може да пријават, знаеш, се скаравме со маш ми ивцу ме веѓаше и тоа пријавуваат, а некои има сериозни семејни насилства и сега тука претпоставувам дека институциите на сите како по шаблони не им посветуваат многу внимание, него на сите им кажуваат како во ред барете си постапката пред суд, терете си пред суд. Да, да.
за жал, за Македонија тоа е доста познато. Да, институциите си играат тенис Така е. со странките. Особено со оние странки кои што не го познаваат добро законот и нормално дека не знаат точно каде да се обратат и одат таму каде што ќе бидат препратени. Да, и уште пожално е ако и вработените во институциите не ги знаат своите обврски. И се надоврзам нова дека Секако. траеше мојата специализација, нели, во државна институција. Гледавме секакви социјални случаи кои што нели доаѓаа на прегледи. И за жал во неколку наврати сме гледале тешки некои моменти каде што ти се наоѓаш со колегите во една ситуација каде што не знаеш кај да пријавиш. Каде што ќе приметиш детенце кое е злоставувано и слично и сега седим и се викам и сега кај се пријавува. Кој е телефонот, кај треба да се обратам, што треба да направам, ја ли треба, докторот ли надлежен, што ми е треба и на крај нели Чива е одговорноста? Чива е одговорноста? Како сте постапувале најчесто кога ете не сте знаеле што е најсоодветно во моментот? Искрено имавме правна служба која што консултиравме. Добро, тоа е. А и нормално ако со родител или старател ќе дојдеше, еве се конкретно тоа детенце не е битно. Да. Се зборува и со него, затоа што сепак нели тој родител или старател и он треба му се укаже дека неговото дете нели било малтретирано, злоставувано на некој начин. Па дека тој родител треба да преземе известна одговорност доколку не е свесен нели за состојбата. Така да тоа беше така една тешка морална некоја ситуација каде што си у некој шахмат и не е пријатно за око најмала рака. Да, Кога споменувате стрес и семено насилство, колку стресот може да влијае врз кожните заболувања? Секојдневието нели работата не е стресна, дома доколку има семено насилство, колку влијае врз оние кожни заболувања кои што ги споменавме, псоријаза, атопичен дерматит, особено може би алопецијата спаѓа тука во оваа состојба. Алопеција. Знаете како јас го викам тоа главен зачин у манџата. Тоа не е единствен зачин у манџата, него е еден од поглавните. Стресот е прекинувач, односно е тригер фактор за многу состојби, меѓутоа е и влијае кон интензитетот на една состојба и е најлесно да се каже од стрес ти е. Да, денес некако така се од стрес. Да, не се направи нешто и тука јас барем лично се наѓам во ситуација каде што морам да го спомнам, меѓутоа многу е полесно да се спомне, не? Да. И потоа следува прашањето па што да правам? Сега викам тоа Не се нервира. Да, па затоа и реков не се нервира. Не е лесно да го каже. Најлесно да се оградиме од тоа. Генерално советите што нормално сите сме луѓе независно од професијата, советите што сме ги добивале се тие што се генерално во ред од типот на да се најде некој аутлет, да се најде некој вентил, кој што ќе го ослободи притисокот, дали ќе биде тоа спортска активност, дали ќе биде некоја добра книга или дали ќе некој ескапизам од реалност, не е битно, меѓутоа да се исклучиме од тоа и да го извадиме вишокот од денот. На крајот од денот психолошка поддршка. Апсолутно. И тука само што ќе го спомнев и тој момент дека треба да се престане да се бега од тие табу моменти, нели каде што имаме денеска достапно и се разбира психолошка поддршка која што е многу битна за менталното здравје, особено ако сме на стресни позиции, стресни работи. И тоа и како влијае не само на кожните болести, генерално телото е доста сугестибилно. Значи, оно реагира на навршни дразби и треба да го слушаме и да го пратиме. Кожните болести не се исклучат. Ако екземата има генетски предиспозиции, има ли псоријазата? Апсолутно. Конкретно тие две состојби за кои што денеска говориме, имаат силна генетска основа. Затоа и делот или меѓу првите прашања кои што ги поставуваме на нашите пациенти, затоа што за жал кај нас во кожната 2 и 2 ретко кога е 4. Ние знаеме една слика за псоријаза или за атописки дерматит, меѓутоа тие примери се земени најпредставителните примери. Ретко кога е така ачик, што би се рекло, каде што никогаш окото на прва нема да ни го детектира моментот, па затоа мораме да се надоврземе на анамнезата. Така. Еден од моите професори за време студии викаше 60% од дијагнозата е самата анамнеза, историјата на пациентот. Па ако ќе поврземе некои работи како генетската предиспозиција, како моментот на стрес тригер факторот или некој травматска состојба, треба веднаш да помислиме на некој од, нели, ако се сомневаме за псоријаза, треба да помислиме веднаш и на тоа. Така да
пак ќе кажам, од гените нема бегање. Тие сме кои што сме. Да. Единствено нешто што еве можеби од друга страна ќе му пристапам на проблемот, барајте луѓе помош. Значи, идете на лекар, не чекајте. Генерално како нација имаме една многу лоша карактеристика у контекст на здравствената култура. Одиме кога имаме мак. Кога имаме проблем. Или сами се лечиме. А тоа е втората болка ми е тоа, да. Сами го што наоѓаме лекот дом. Денеска ми се потенцира со ChatGPT сите Само што моменти кои ќе ќе ми рече. дојдат со Еве мене што ми кажа. Првена аноним. Викам да индексот колега пише моцена, не знам како Оно што тоа кажам. најмногу ме нервира, а што е доста актуелно во последно време, верувам дека рече се нема никој кој што не го прави, кога ќе добиеме резултати од нешто, ние прво ги праќаме на чат. И тој ни дава, нели, објаснување што треба, како треба и како вие се разбирате со тие пациенти на крајот денот. Како објаснувате дека тоа е вештачка интелигенција и дека не може целосно да ја знае состојбата Апсолутно на се слагам. пациент. Фер за некои лабораториски науки имаме референтни вредности кои што се исклесани во камен. Тоа е тоа, Да, значи да, тие се да. референтните вредности, ако е позитивно значи ова, ако е негативно значи она. А меѓутоа нешто што го спомнавме преска што го прашавте за како го двоиме професионалниот од персоналниот живот. Да, Едноставно тука ставаме една бариера и кам воред. Ова е моето толкување. Вие си знаете Да, понатаму, вие сте вие си возрастни сакате. на крајот Зборуваме година, после рекламите, задржате добро. мислата за Се замобитивме, мора се извинам. реклами, но ќе продолжиме веднаш по рекламите. Останете со нас до 11 часот.